Киро Гligorov, да, прифати да преговараме за името, само за да не примат како држава во Обединетите нации. Да не верификуваат како држава во светов. Шо ке беше со Македонија ако не се случеше тоа нешто. Благодарам многу. Видете, се работи за историја која што е, да речеме, во движење. Значи, се уште тоа е нова историја, тоа е 93 година, еве ние сме сега 2008 година, кога ќе бидат на располагање документацијата. Знаете, во историјата имате документација која што се чува и по 70 и по 100 години. Ние сега разговараме на работи кои што ги имаме по весниците. Ние немаме документи врз кои што можеме сето тоа да го истражиме. Например, ние немаме документи од Европа, немаме документи од Обединетите нации, немаме кои ги разговорите сите оние што учествувале во тие разговори. Што се крие за сето тоа? Значи, работата, што се крие за сето тоа? Ајна анализа. Еве, не можам, пазете, ако знаеме дека сме... Ако била работата, демек, мора, се зборува дека, еве, има шпекулации, дека било ветено да влеземе под уставното име. Меѓутоа, зошто не сме влегле, е прашање. Ја не можам да одговорам. Еве и сега за ово. Ако биле притисоците, затоа што, пазите, големите сили се оние кои што одлучуваат. Ако биле притисоците од надвор, дека само така можете да влезете поради тие и тие причини, па ќе го смените името, ама нели беше за кратко време, па еве остана до денеска. Ние не знаеме, видите, ја само ќе кажам еден пример. Тито, Јосип Броз Тито, 49 година се договори со британците да затвори границите спрема Грција. Тоа никој не го знаеше. Меѓутоа македонците во Грција гинеа, а беше договорено дека Тито има изјавено дека македонците не треба да представуваат пречка во добрите односи со Грција. Тоа беше договорено со британците. И нашиот народ, македонскиот, таму гинеше цела година без око да му трепна некој да им каже: луѓе, договорено е, више нема што да гинете, границата беше затворена. Затоа документите кои ќе излезат, ние можеме да разговараме. Дали тоа беше пред се една прагма политичка да се влезе во Обединетите нации кај што ќе можете да ви бидат достапни сето тоа што е меѓународна заедница? Е, окей. Меѓутоа, ние денес кога имаме тој проблем, се уште се... Дали беше платформата Изетбеговиќ Глигоров, професоре? Па видете, платформата Изетбеговиќ Глигоров е оно што Тито требаше да го направи уште 45-та година. Југославија да биде држава на суверени држави. Уствари, меѓутоа, да. Еве имаме гледачка линија. Повелете, кој се јавува? Ало, добра вечер. Добро вечер. Честит празник и векови. За многу години. Поздрав до вас, господине Томич, до професорите, а посебно поздрав до синот на председателот на ПВО на Македонија. Сега едно прашање конкретно за професорите. Еден коментар да дадат на изјавата вчерашна на поранешниот председател на Бугарија Желју Желев. Што рече, не може да ги разбере грците во нивното неможно барање, а згорна тоа на инсистирањето на Северна Македонија. Па рече, тогаш ќе може да биде и источна, кога ги има Северна Македонија, мора да има и источна Македонија. Сакам околу тоа еден коментар од историчарите. Бидете поздравени. Пријатно. Да вклучиме уште неколку. Желјо Желев даде една изјава која што навистина може да се очекува од секој еден разумен политичар. Секој има право да се дефинира. Мислам, тој кажа дека грците ние имаме право да се викаме како сакаме што тоа, меѓутоа друго е прашањето зошто Бугарија не ја признае нацијата? Зошто Бугарија се уште ја негира? Желјо Желев беше председател на Бугарија. Знаете, се он овде дали се амнестира со тоа што кажува дека ние може да се викаме како сакаме, дали е само за името или и за нацијата, меѓутоа нас Бугарија се уште не го нема признаено, ја нема признаено нацијата и го нема признаено. Колку е битна сплотеноста повторно ќе се вратиме на тоа? Значи кога имаме заедничка стратегија и посилни сме. Па видите, ако сте заеднички, немате никакви меѓусебни конфликти во државата, вие зрачите со храброст, со силина. Поголема цврстина. Видите, поголема цврстина. Да вклучиме гледачи, кој се јавува? Повелете. Повелете во програма сте. Кој се јавува? Знам дека има голем интерес за емисијата и покрај тоа што реков дека сме веќе 10 минути пред 1 по полноќ. Доколку сте во програма, ве молам представете се и поставете прашање.
Токму на оваа тема што реков и како порака на крајот од емисијата, сакам од вас да упатите до гледачите и до политичките елити. Име гледаш на линија? Повелете, о програма сте. Добро вечер. Добро вечер. Јавувам се од Швајцарија. Повелете. Ковачеве Димитрија. Сакам често пат да се јавувам до емисијата. Го поздравувам вашата емисија, ги поздравувам гостите. Често пат да се јавувам до емисијата. Го поздравувам вашата емисија. Имаме фонија. А без тоа голем ми удар падна на емисијата од Бугарија гледачот што се јави, што го негира македонското население. Добро, благодарам многу. Не би сакал повторно да вршиме полемика околу таа емисија помина. Вечерва говориме на темата за каква Македонија се залага македонските дејци. Имавме можност прекрасни анализи да слушнеме, доколку имате прашања, констатации, молам да се задржиме на вечерашната тема. Професоре, дали ни треба итно повторно, ќе повторам, да го запалиме алармот и да речеме мораме под секоја цена да се обединиме. Видовме што значи тајна дипломатија со грците, како одат ги притискаат државите да го сменат ставот што веќе го донесоа, како ја признали Македонија по уставното име. Добро. Да, не дозволите. Значи, очигледно е дека грците настапува единствени и внатре и надвор. Надворешната дипломатија видовне или надворешната политика на Грција како резултира сега. Тие од сите буквално орудија, дипломатски зборувам орудија, опалија во светот за да ни нанесат нам штета. Но, сепак убеден сум, ако и ние имаме еден национален консензус код она што значи име, идентитет и така натаму настапуваме председател, премиер, влада, председател и така натаму, ние верувам дека ќе имаме успех во нашата внатрешна и надворешна политика. Али, ако бидеме разединети, тогаш му даваме отворена шанса за да ни да брзо гол. Веќе вклучим уште еден гледач, со тоа ќе ви дадам простор да дадете порака. Имаме ли гледач на линија? Да, повелете, о програма сте. Кој се јава? Дали ме слушате? Да, ве слушаме, повелете. Вака, јас сум Тони Мирчевски. Најпрво сакам да во однос на, пошто покасно се уклучив, за насловот на емисијата, дали за нашите предци, дали се залагале за нашето име, за нашиот идентитет, па повеќе од јасно е, ние постоеме многу и од пред Александар Македонски. Ако се знае дека Александар Македонски е 21-виот крал, значи нашето постоење е повеќе од 3000 години. Сега се прашувам дали во Македонија има интелигенција да најде правни механизми да на Уставен суд да се поништи спогодбата помеѓу двете земји што е подпишана и на тој начин да се стави крај нова мачно преговарање, губење енергија и така натаму. Така, благодарам. Пријатно. Тој сам мислеше на судот во Хаг, меѓународниот суд во Хаг. Но еве, за крај, и јас би замолил од вас, професоре, че завршувам со господа Чентл, која е вашата порака на се тоа што вечерва ние говоревме? Не сакав емисијата да разводнам само околу празникот и датумот, значи одевме од првичните фундаменти, реков, до новата историја, која недоречена беше во секој случај за новите млади политичари кои и како ја движат Македонија во која насока. Ево, фатите го тоа во завршното. Ја би посакал да ги видам нашите политички елити и нашите политички првенци или државно-владиниот врв да бидат единствени како што беа единствени во парламентот кога ја донесела декларацијата за македонците во Егејска Македонија. Такви да бидат во единствени. Значи, надворешната политика мора да ја терат председател на државата, премиерот, односно владата. Тие се избрани од овој народ. Буквално би сакал да ме сватите и следното дека ако евентуално дојдеме до тој консензус, верувате дека ние ќе имаме голем успех и на надворешен и на внатрешен план. Значи, и на крајот, баре помалце, ако